Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добар ден и добродојдовте во уште едно издание на политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. И овој петок наша централна тема ќе бидат медиумите со оглед на тоа што од она што произлегува од политичките преговори, очигледно дека регулацијата или контролата врз медиумите е главниот проблем со кој што се соочува Република Македонија и единствениот услов во моментов за излез од оваа политичка криза и одржување на предвремените парламентарни избори на 24 април. СДСМ го достави својот предлог закон, кој што е идентичен со оние цензорски решенија кои што ги видовме во месец декември минатата година. Партиите треба да се произнесат што понатаму и како ќе продолжи диалогот помеѓу нив доколку опозицијската партија не отстапи од овие исклучително штетни за медиумите и за новинарите решенија кои што во моментов се ставени на хартија. Оваа тема во Пулт на Радио Слободна Македонија ќе анализирам со мојата колешка новинар Катерина Нешкова. Останете со Пулт на Радио Слободна Македонија. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, централна тема и овој петок медиумите и нивната регулација како основен услов за излез од политичката криза одржување на парламентарните избори на 24 април. Како што најавив, денеска разговарам со Катерина Нешкова, моја колешка новинар и член на Македонската асоциација на новинари. Кате, добро дојде во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добро ве најдовци. Видовме еден предлог закон кој што Социјалдемократскиот сојуз го срочи, медијаторот во разговорите Ван Хауте го најави како предлог на меѓународната заедница всушност. Како го коментирате ова законско решение? Дали би можело да биде еден прифатлив закон, една прифатлива рамка за регулација на медиумите? Она што последниве 2 дена се врти како официјален предлог на СДСМ, темелен врз претходните идеи на посредникот Ван Хауте, всушност, барем од она што можев јас како анализа да го направам, споредувајќи го предлогот на СДСМ даде некаде во крајот на ноември, почетокот на декември и она што е веќе постоечка регулација на медиумите, се работи за едно многу лицемерно решение кое што го понуди овој пат СДСМ, дури можам да кажам и многу полошо од она што беше оценето како директна цензура врз медиумите и нивна партизација, бидејќи на еден посреден начин СДСМ се обидува повторно да ја воведе линијата на партизација во регулаторните тела, особено во Советот за Агенцијата за медиуми и особено во деловите кои што се однесуваат на, како што ти го нарекуваат, политички плурализам во дневно информативните програми, контактните емисии и дебатните емисии кои ќе можеме понатаму во рамките на дебатата да видиме дека директно се косат со некои уставни принципи и со некои општо прифатени меѓународни стандарди, па дури и со човекови права. Кате, она зашто ти говориш така? Тешко би било дека и ЕСНАФ-от, меѓутоа и другите политички партии би го прифатиле ваквиот предлог. Она што зачудува е дека на ваквиот предлог потпис става Европската унија, имајќи предвид дека и претходниот закон, оној кој што беше донесен во директни преговори со ЕСНАФските здруженија ЗНМ МАН пред само 2 години, го носи знакот на Европската унија и беше добие некаква позитивна оценка од ОПСЕ во однос на фер известување. И она што зачудува е што и овој закон не представува препишување или пак воведување на европските стандарди ако веќе постоела потреба од некаква измена во медиумската регулација, туку представува некое решение кое што очигледно е уникатно и важи во интересите само на во овој момент само на СДСМ. Практично повторно се работи за еден експеримент кој што треба да биде направен во Република Македонија во секторот на медиумите. Па сега експерименти, ја не знам каде на друго место ова би поминало, значи ова во ниту една развиена демократска јавност не би поминало како такво, така да не знам дали би се применила тука, па потоа за да се направи притисок да се примени на друго место, се работи за уникатно, меѓутоа многу лошо решение. Добро е ако бидите први во нешто добро, во нешто што е унапредување на стандард, а не уназедување и цензура, она што е израчно забрането на секаде во светот. Најспорни вака според
Есна фоти според експертската јавност се членовите 62А и 62Б, Да. во кои што се даваат едни општи квалификации, едни немерливи категории кои што никој не би можел да ги така. Може ли еве ќе прочитаме делови од овие членови па малку да образложиме зошто тоа во пракса е неприменливо како објективен критериум за мерење на вестите, за мерење на објективноста на вестите и самиот поим објективност ќе може да се злоупотребува на овој или на оној начин и што во пракса ќе значи воведувањето на едни вакви норми за медиумите, на кој начин новинарите ќе се соочат секојдневно со проблеми во своето работење независно од нивните стартни да кажеме желби или интереси и така натаму. Зошто во пракса ова не може да функционира? Вака сега јас ќе се обидам, значи се работи за малце поинаков речник кој што за слушателите можеби ќе делува апстрактно, меѓутоа ќе сватат за што отприлика се работи. Значи се работи за два члена: политички плурализам во вестите и дневно-информативните програми и политички плурализам во дебатните, актуелно-информативните и контактните програми. Ова значи воведување на некаква обврска или барање на гаранција од медиумите да има некаква, да речеме, квантитативна, пошто јас не можам да прочитам некаква квалитативна, што е исто така спорно, застапеност на сите политички гледишта кои што во моментов постојат. И тоа некако вака звучи нели коректно. Значи, меѓутоа да видиме што се крие зад сето тоа. Вика, при известувањето на прашањата кои што се предмет на дебата помеѓу политички субјекти, во вестите, сега кратам тука каде што во вестите мора да им се даде адекватна тежина на што повеќе различни спротивставени гледишта. Во вестите не сме прекумерно да се нагласуваат гледиштата и мислењата на една конкретна личност, институција или организација. Прекумерно нагласување е временски значително повеќе застапено во вестите, ете го квантитативниот момент, отколку другите гледишта за тоа исто прашање. И сега реков, во вака некако коректно звучи дека ќе имаме еднаков пристап, меѓутоа во реалноста тоа би можело да значи многу проблем. Прво затоа што би можело целосно да биде блокирано пакувањето на едно информативно издание. Прво затоа што значи тоа адекватна тежина? Дали тоа значи буквално во минути, во секунди еднакво застапеност? Во тој случај имате проблем бидејќи една политичка опција или една организација, институција денеска ќе организира 5 настани, спротивната опозицијската еве на пример СДСМ ниту еден. Како вие во вестите ќе постигнете избалансираноста? При тоа за неизбалансираност следуваат казни. Одзимање на лиценци, дури и за затварање на медиуми. Затварање на медиуми. Во тој, значи имате некој посреден механизам преку кој што политичките партии може да ве контролираат, затоа што тој кој што ги изрекува казните, подоцна ќе видиме телото, значи Советот во Агенцијата за медиуми, практично ќе биде тело на кое што партиите ќе мора да дадат согласност да се формира. Вториот многу спорен момент е така. Да. Овдека можеме да дебатираме до 101 за секоја поединечна. Меѓутоа мене искрено ме загрижува и моментот кај што се забранува новинарите да изразуваат нивни лични гледишта. Ова е буквално цензура. Значи овдека нема ни дилеми дали некако ќе се постигне или не. Ова е директна цензура. Вика, презентирайте на вестите новинарите, истото се однесува и на оние кои што се водители во дебатни емисии, контактни програми и така натаму, нема да смеат. Значи израчно е кажано, не смеат да изнесуваат своje мислење, гледиште, став и така натаму. Ова е во директна спротивност со членот 16 од Уставот на Република Македонија, каде што се гарантира слободата на изразувањето и говорот. Во директна спротивност со членот 10 од Европската конвенција за човекови права, каде што се вели дека се гарантира слободата на изразувањето. Јас дури и ќе ви прочитам дел од една пресуда која што е донел Европскиот суд за човекови права во Страсбург, која што изречно кажува дека вакво нешто не сме. Значи вика, значи во членот 10 од Европската конвенција за човекови права се штити слободата на изразувањето по следниве услови, односно секој човек,
вклучително значи новинарите, има право на слобода на изразување и еве ова право ги опфаќа и слободата на мислење, слободата на примање и пренесување информации. Значи начинот на кој што вие ќе ги пренесете информациите ви е загарантирано. Како новинар, како медиум ви е загарантирано без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Во ставот 2 постојат ограничување на слободата на изразување во смисла на тоа дека оваа слобода на изразување не исклучува можноста од лиценци за работа на предпријатија кои што се бават со радиодифузија, односно на медиуми, но ова пак не значи дека државата, значи изречно постои пресуда во Европскиот суд во Страсбург, каде што се вели Европскиот суд ја одбива идејата дека државата има каква било улога во претходни ограничувања или во наложување на радиодифузерите што може да емитуваат. И сега вие сте соочени на во дебатна емисија да ви биде гостин Зоран Заев и да ви каже дека вие сте негов најголем политички непријател како медиум и да не можете да одговорите на тоа. Или барем да го аргументирате. Да, малку е спорно што за целиот овој предлог, би било сосема легитимно да даде предлог еден ваков социјалдемократскиот сојуз, ке можеме само да осудиме дека една политичка партија сака да воспостави целосна контрола врз медиумите, меѓутоа зошто Иван Хауте е вплеткан во целиот овој предлог и застанува позади едни вакви решенија кои што се неевропски решенија? Ван Хауте во текот на целиот преговарачки процес, значи јас вистинските мотиви не можам да ги знам, значи дали се работи за некаков нивен меѓусебен договор или пак играње на добриот и лошиот полицаец помеѓу него и еврокомесарот Јоханес Хан. Меѓутоа во текот јасна е таа жичка или таа линија по која што се движи Ван Хауте во текот на целиот преговорачки процес, не значи само во однос на прашањата за медиумите, туку и во однос на сите други прашања, вклучително избори, вклучително изборен законник, вклучително сите други прашања кои што беа дел од преговорите, се става на страната на СДСМ. Можеби и до некаде разбирливо имајќи предвид идеолошката определба на човекот. Тој потекнува од една многу мала партија во Белгија, каде што бил пратеник, кој што има прилично либерални ставови, припаѓа на некоја зелена опција таму. И можеби и од таму влече некаква идеолошка линија. Не можам да гарантирам дека сепак ова е далеко од либерален закон кој што некоја мала либерална партија би го поддржала. Она што мене ме зачудува на презентацијата на Ван Хауте во декември, кога се правеше презентација на неговите идеи, врз основа на кој што денеска СДСМ вели дека предлага закон, изречно, и дури на прашање на новинарите, дали новинарите ќе бидат казнувани за став, тој изречно одговори дека не. И дека тоа не е дел од неговиот предлог. Дали СДСМ сега се обиделе нешто да вметнат свое или да направат некоја крајна линија, некоја изречно крајна позиција со која што потоа би можеле некако да се пазарат во преговорите, односно да обезбедат некаква подобра преговарачка позиција, не знам. Да, Иве Ван Хауте ќе го цитираме. Вели, можете да напишете што сакате, можеби нема да ни се допадне, но тоа зависи од вас, вие решавате што ќе правите, нема да има казни за тоа. Се разбира, во некои одделни случаи мојот став е дека е можна биде одземена лиценцата, подоцна прецизира дека тоа може да се случи кога некоја телевизија краде туѓ материјал, документарни серии од странски канали и така натаму, што е целосно разбирливо и никој од медиумите не се противи на тоа. Нишкова, ќе правиме пуста пауза за реклами, се враќаме повторно со разговор. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, го слушате политичкиот магазин Пулс со Катерина Нешкова, моја колешка новинарка од весникот Дневник. Разговарам за последните преговори, договарања околу регулацијата на медиумите, која што е еден од условите за одржување на фери демократски избори во април, на 24 април 2016. Нешкова, што би можел да биде компромисот ако е волку радикална позицијата на Социјалдемократскиот сојуз? Очекуваш ли дека може да се најде сепак некакво решение за да може да се регулираат медиумите? Јас во емисија токму на ова радио пред
само неколку дена споменав дека темата на медиуми фактички не е тема со која што СДСМ сака да поентира или со која што СДСМ иако така нели ја најавува, со која што опозицијата сака да навистина да изнуди некаква регулација, па макар и во нејзина корист, туку повеќе е тема со која што знае дека тешко ќе доаѓа до компромис или до решение и на тој начин да купува повеќе време. Пред се заради тоа што опфаќа повеќе актери на договарање, значи овдека не станува збор веќе за договарање на СДСМ со ВМРО, ДПМНЕ, иако на крај можеби на тоа ќе се сведи, туку опфаќа значи широка сфера, ги опфаќа и медиумите, значи ги опфаќа и новинарите и ЕСНАФ, значи тие мора не исклучиво да бидат дел од решенијата, барем на некој начин да ги презентираат своите ставови и мислења. И токму заради тоа тешко кога велиш дали ќе се дојде, што е компромисот, дали ќе се дојде до компромис, најверојатно и нема да се дојде до компромис. И тоа е многу очигледно затоа што овој закон кои што или овие законски измени кои што ги предлага СДСМ не се однесуваат само на изборниот период, па да речеме еве во името на фер или како што го нарекува ОПСЕ во своите извештаи рамноправно учество или рамноправна застапеност на сите учесници во изборите во рамките на во медиумите, значи еднаква медиумска застапеност и информирање, туку се однесува постојано, значи како едно трајно постојно решение во целиот период. Значи СДСМ сака да воспостави контрола во текот на целиот период. Значи на СДСМ не веќе не му е битно, веќе не му е ни битно дали на изборите ќе победи или не. Туку битно му е дали ќе воспостави контрола или не. И тоа е многу очигледно е на каде таргетираат. Значи ако се чита многу малку меѓу редови, јасно е точно каде таргетираат. Значи во овој закон повторно изоставена интернет регулацијата, значи не се нуди некаква регулација на порталите. Иако на последните избори тоа беше најголемиот проблем во известувањето. Сите правила беа прекршени онлайн. Така. И тука фактички лошата оценка која што ја добивме благодарение на тие коментари. Значи СДСМ и понатаму го остава овој простор нерегулиран, а голем дел од проопозицијските медиуми функционираат онлайн. Фактички на нив им остава простор да се искажат свој став, да заземат страна, да фаворизираат мислење и таргетира на традиционалните медиуми кои што се поблиску до гледачите, односно кои што имаат најголемо влијание. Контролира. Така да до компромис тешко ќе се доаѓа. Компромисот би било навистина да се земе некој европско решение кое што подоцна ќе се примени во Македонија како гаранција дека тоа веќе некаде функционира и како гаранција дека Европската унија навистина ќе ни даде позитивна оценка во извештајот што ни следи пред се во јунија, потоа и на есен. И секако во тие преговори е неизбежно да се зема во предвид и предлогот на телевизиите, бидејќи тие се најзасегнати од регулацијата. Да, пете до сега се да само целосно ги игнорира нивните предлози. СДСМ ги игнорира сите предлози, вклучително и на Сдруженијето на новинарите кое што е поблиску до нивната фела, па тоа се обидува некако да пати приклучок на предлогот на СДСМ, што е типично нивно однесување изминатиот и однос кон медиумите во изминатиот период. Впрочем, помалата застапеност, ако можеме да говориме за помала застапеност на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата во медиумите, во традиционалните и популарните медиуми, значи телевизиите, најгледаните телевизии и највлијателните весници, не се должи на тоа што самите телевизии или весници го игнорирале Социјалдемократскиот сојуз. Во голем дел се должи затоа што Социјалдемократскиот сојуз не сакал да биде дел од нивното известување. Секојдневно сме се соочувале со неодговорени прашања, со неодговори, неприфаќање на интервјуа, со ненудење, значи ми се случувало да им за одредено прашање за кое што владеачката партија имала предлог да побарам нивна идеја, нивен предлог да ја нема. И тогаш како да го стави, што да ставам, да јас да измислам за СДСМ предлози и да ги представам како нивни. Што е со составот на Советот за медиуми? Да, тоа е втората линија по која што се движи спорноста на овој закон.
овие членови што се однесуваат на, значи законски членови кои што се однесуваат на изборот на членовите на советот на Агенцијата за медиуми и програмскиот совет на МРТВ покажуваат еден сосема поинаков апсурд, а тоа е правна неписменост на целиот закон. Пред се мешаат некакви поими, се воведува нека сложена поставка која што не може да се реализира. Таму се мешаат поими како јавен конкурс, јавен повик, па ви велат дека членовите ќе се избираат на јавен конкурс, ќе се именуваат на јавен конкурс, што подразбира можност секој да се јави на таквиот конкурс кој што исполнува некакви законски предуслови во смисла на искуство и образование. Па кога конкурсот ќе заврши, ви вика овластени предлагачи на членови на советот се две невладени организации кои што имаат 5-годишно искуство во делот на човекови права и медиумска комуникологија, медиум и така натаму, читајте невладени на Сорос. По еден член предлагаат ЗНМ и МАН како еснафски здруженија, нудат едно чудно решение кој што го имаше Иван Каути, на кој што како новинари, како еснаф реагиравме, тоа е дека предлага член синдикатот, кој што во принцип синдикатот на кој што во принцип се занимава со работнички права, значи не се занимава со програма. Во медиумите. Два факултета кои што се имаат катедри за медиуми, тоа до некаде вака сега ајде да речеме е прифатливо, меѓутоа ако постои конкурс на кој што може секој да се јави, од каде потоа има предлагачи и не е јасно дали овие предлагачи ќе треба да изберат од оние кои што се јавиле на конкурсот, што е апсурдно бидејќи од нешто што ви е понудено вие да избирате фаворити е нелогично, или пак дополнително и тие ќе даваат своји луѓе на вако, па потоа на кого ќе му дадат предност, за на крај да има една чудна формулација, значи па потоа сето тоа оди во Собраниската комисија за избор и именувања, се формира некоја јавна расправа, ќе се даде некаква оценка за тие што конкурирале или за тие што се предложиле, не знам, конфузно им е решението, ќе се формира конечна листа и вика Собранието ќе ги именува членовите на советот со двотретинско мнозинство. Сега тука, значи за слушателите можеби не ја приметуваат разликата, меѓутоа од правнички аспект, бидејќи сум и правник, можам да го коментирам и тој и таа состојба. Значи ако Собранието именува, тогаш не е потребно воопшто гласање и мнозинство. Тоа значи дека тоа е веќе решение, да, само се констатира. И тоа е сега такво решение, значи постојат овластени предлагачи, значи на јавен повик, тие даваат своји имиња, се прави конечна листа во рамките на Собраниската комисија за избор и именувања, председателот на оваа комисија излегува на седница и Собранието само ги именува, вика тие се членови без никакво гласање. Ама вие кога вика се именуваат и има двотретинско мнозинство, па и мнозинството кое што е ставено повторно се доведуваме до еден правен апсурд и второ, вакво широко мнозинство можеби делува дека значи дека тие членови се општо прифатливи, меѓутоа од друга страна, имајќи го искуството во нашата парламентарна демократија, ќе значи буквално пазарење на партиите, мој член за твој член. Пазарење со слободата на медиумите и новинарите. Така да во советот дефинитивно ќе влезат партиски луѓе. Така. Катерина Нешкова во пулт на Радио Слободна Македонија, ти благодарам за оваа анализа на последните законски предлози кои беа дадени од страна на Социјалдемократскиот сојуз Иван Хаут. Се надевам дека во некое следно издание ќе можеме конечното решение, доколку постои договор, да го коментираме или пак другите сценарии кои што може да бидат во игра. Ти благодарам уште еднаш што беше во пулт. Благодарам, Цаци, и со задоволство и друг пат. Почитувани слушатели, останете со програмата на Радио Слободна Македонија. Овде го одјавувам пулт на Радио Слободна Македонија, уредник и водител Славица Арсова, датум на емитување 5 февруари. Останете со нашата програма, имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.